Драги пријатели, дами и господа, почитувани колеги, представници на медиумите, да го започнеме официјалниот дел. Добре дојдовте на пресконференцијата по повод големиот повратнички концерт, иако никогаш не заминале од естрадата, само направија мала, многу мала пауза. Јован Јованов и Елвир Мекич во арената Борис Трајковски на 6 јуни, каде што ќе имате можност да видите еден вистински спектакл, ама малку поинаков од оној што сите го најавуваат. Се работи за концерт кој е внимателно подготвен, заради тоа што ќе имате можност да бидете дел од едно мултимедијално доживување во кој покрај она што се песни и познати хитови кои Јован и Елвир ги изведува во текот на својата кариера, па и овие најновите објавени пред некое време, ќе видите мноштво од не само енергија и младост, туку мноштво од визуелни, аудиовизуелни ефекти, лајт, озвучување, осветлување и прекрасни танчерски точки кои ќе го направат овој концертен спектакл многу поразличен од она што вообичаено македонските изведувачи го прават на класичните концерти. Се разбира, ќе има и свирење и пеење, но она што е како комплетна слика ќе биде вистински празник за очи. Мора нагласам дека сето тоа бара и време и енергија, особено ако знаеме дека и двајцата не живеат во Скопје на одреден период, Јован е во Канада, Елвир е во Сараево, на привремена работа, што ви рекле. Емигранти овие што ги викаат од дома. Ама дојдоа, подолго време се тука, навистина го подготвува максимално сериозно нивното враќање на сцената, кое никогаш не престанало тоа да биде, и верувајте дека ова ќе биде еден од не само оние што се вели за очи и уши празници, туку ќе биде еден од најскапите концертни перформанси кои на Македонија и се случиле последниве години. За да не бидам ја тој кој ќе им го украде шоуто и да држам овде монолог стендап, еве ги двајцата, ве молам, колку и да е протоколарно, еден аплауз. Добар ден на сите и драго ми е што ве гледам. Антонио доста кажа за концертот. Мене ќе ми биде драго сите вас да ја видам на концертот и ете да доживеете таа атмосфера. Ќе имаме неколку новости што можам да кажам во концерти не се случиле кај нас во Македонија. Ќе има една убава интеракција на целата публика, кај што заедно ќе го направиме тој визуелен ефект. Така да, исто така, white dress code, сите облечени во бело, ќе допринесе за нешто ново кој, ете, ниеден концерт во Македонија, поготово од македонски изведувач, не го направил. Мило ми е што после толку години одлучивме да се собереме и да собереме и старата екипа, наши пријатели, колеги, другари, кои и нив подолго време ги нема на естрадата, дел од нив, да бидат гости и дел од оваа приказна. Еве, добар ден и од мене. Би сакал да ве поздравам сите присутни, вас персонално, вашите медиуми. Благодарам што сте присутни, благодарам што не поддржувате цело ова време, иако многу од вас пред 15-20 години, кога ние активно настапувавме и не беа воопшто медиуми, значи не постоја. Меѓутоа, ви благодарам на сите што ја поддржавте оваа кампања максимално, многу ни значи. Ништо друго не ми преостанува, освен да ви ветиме добра забава на 6 јуни. Ви очекуваме сите да дојдете таму, да се забавуваме заедно, бидејќи тоа ќе биде еден од нашите најбитни денови во нашите животи. Така да повелете, бидете таму и да се журкаме. Тоа е таа. Исто така благодарност до сите медиумски покровители кои несебично помогна, објавија и реклама, банер на своите сајтови. Би ги поздравил и
нашите спонзори кои искрено да не беа они тешко и дека овој концерт ќе го изведевме. Тука се Ајкос, Државна лотарија, Скопско, Тиквеш, Алкалоид и Зегин. Можам да кажам да се согласам со Антонио дека рече овој ќе биде најскапиот македонски концерт кој буквално финансиски ги помина сите граници и ќе видите тоа зашто е на 6 јуни. Ги проби сите буџети и сите лимити, меѓутоа јас се придружувам до благодарноста за нашите спонзори, бидејќи немаше шанси да се случи ова, да навистина не наидовме на една поддршка од нив. А не беше тешко. Со тоа сакам да кажам дека тоа се фирми, компании кои се општествено одговорни и во овој концерт препозна дека треба да бидат тука, треба да бидат присутни, треба да поддржуваат македонската музика. Исто така ги повикуваме сите останати компании да ги поддржат и другите наши колеги, за да можат да направат добри концерти, големи концерти, да почнеме веќе еднаш да излегуваме од тие стереотипи на обични концерти. Али нашите колеги тоа не може да го направат сами. Треба поддршка, за тоа покана и до другите компании општествено одговорни кои се од Македонија да учествуваат во вакви проекти. Фала уште еднаш за нашите партнери и за вашето внимание што сте тука. Фала ви многу. Доколку сакате, слободно нарашете си кафе, сок или доколку имате било кое прашање, Антонио. Вака, ако имате некакви прашања или некој сака мини изјава, само да не се претвори тоа во емисија, него да биде кусо интервју од 5-10 минути. Елвир и Јован ми стојат на располагање. Јас мора да надополнам дека и да се заблагодарам и на домаќините наши за денешново наше заедничко дружење Интермецо Music Bar, кои се не би биле Music Bar ако не ја поддржуваат музиката и еве Елвир што вели втор дом. Од друга страна, да ве информирам, веројатно медиумите ги интересира и јавноста воопшто преку медиумите, дека продажбата на карти е, да не речам речиси при крај, меѓутоа повеќе од 2/3 билетите се продадени, остануваат уште мал број билети, така што и организаторите и самите артисти изведувачи се повеќе од задоволни од приемот на она дека публиката има слух и има желба да ги види, ако можеби последниве години не се активни на естрадата, ама она што го оставиле зад себе како музичко наследство и како музика со која растеле генерации, навистина вредела. Така што работите стојат така како што стојат. Ако имате да прашате нешто, прашајте, повелете, послужете се со уште по некоја пијачка, освежете се и не знам, еве, ако имаат Јован, Елвир нешто да додаат, нека повелат. Јас сакам да се заблагодарам на нашиот пиар тим. Ете тука Антонија е со нас, меѓутоа позади нас има уште една голема екипа, помеѓу останатите Марина и Андријана. Многу ви благодариме што ги користите ваши персонални ресурси, вашите таленти и вашата убавина за да го постигнете ова што го постигнуваме денеска. Thank you. Марина има нешто да праша. Ај повеле. Па Да почнеме од второто прашање. Значи да почнеме од последното прашање. Што се однесува до костимите, тоа го запамти. Што се однесува до костимите, да, како што реков, позади нас и позади овој проект стои голема екипа, па така и во делот на костимите кои ќе бидат прикажани вечерта на концертот. За тоа е задолжен Андреј Папас.
голема благодарност до него, апсолутно, и она што тој го прави е навистина ќе биде, мислам дека до сега на некој од нашите концерти тоа го нема појавено и оставивме све во негови раце, така да многу му веруваме. Благодарам на Андреј Папас. А што се однесува до дрес кодот, да, како што и најавивме, куме, дојде. Ете, кумото Како бело што и е спремен најавивме, за да. концерт. Да, Кумот е више спремен у бело. Да, би ги замолиле нашите гости кои ќе дојдат, уствари сите кои ќе бидат присутни на концертот, да бидат облечени во бело, барем маиците или горниот дел, да, бар да биде облечен во бело, пошто Јован со екипата од техника има замислено некои чудеса. И јас не сум баш вклучен во тоа, меѓутоа и тоа го оставаме, му верувам на него и на екипата која ќе го работи концертот. Имаш уште едно прашање или тоа е за Јован? Да, повеле. Што се однесува, да, правевме и аудиција, но тоа беше само за одредени песни. Мислам дека во концертот скоро сите танџерски групи ќе бидат уклучени на некој начин и повеќе се тоа, така да секој ќе си има одредени една-две песни кај што треба да... Нормално, ќе има песни кај што нема да има кореографија, кај што ќе бидат поедноставни на сцена, но одредени песни ќе имаат стварно значителен сценски настап. Нема многу да откриваме, но ете, ќе дојдете таму, ќе видите и самите после ќе бидете сведоци. Да, што се однесува до констатацијата дека трема немаме, ние моментално немаме трема и веројатно е тоа поради многуте обврски кои што ги имаме сега околу концертот, али мислам дека ќе се појави непосредно пред концерт, а тремата само ќе ја појача тоа што Дарис и Малеа за прв пат во својот живот ќе не гледаат како настапуваме во живо или воопшто како настапуваме. Перо Антич е више облечен у бело. Перо, дигни рака. Он е спремен за концерт, него. Така да, бидете како Перо Антич, облечете се у бело. Да, можеш гостите да ги... Ги има веќе, ги знаат кои се гостите, слободно пишете ги има на... Вакото јас им се заблагодарив зашто дел од нив исто беа со долги години отсутни на естрадата и гостите, например, како Пајак и Тони Зен, немаат проблем, они нон-стоп настапуваат, но имаше гости ко Адријан, ко Раде, кои се долго години отсутни на сцената, така да баш им благодарам што одлучија да бидат дел од ова. Зашто за нив им треба малци и посебни припреми, исто како нас, што не сме се појавиле со години на сцена, за да нели се спремиме. Тоа е да. Да, ако има прашање уште... Океј, ако имате уште прашања, можеме и еден на еден, што би рекле после тоа, кој сака нека повели. Останатите повелете се, освежете се. Да кажам само, драги мои, кога ќе заврши овој официјален дел, повелете кај мене за да ви ги дам вашите билети во вид на акредитација, така што за овие барем медиуми кои се овде, со останатите ќе се видиме лично или на билетарата на Спортскиот центар, односно арената Борис Трајковски. Благодарам уште еднаш за присуството, да сте живи и здрави и се гледаме на концерт.